точно е тоа дека ние уште 2019 година реагиравме во однос на подпишување на колективниот договор со такви одредби. Да не се разбереме погрешно, немаме против подигнување на правата на работниците во јавната и државната управа. Меѓутоа цениме дека вакви прашања што се од заеднички интерес на сите во јавната администрација или во секторите каде што плата се и надоместоци на плата се земаат од буџет, постои општ колективен договор каде што тие прашања се регулирани. Ова испаѓа сега малку ќе вулгаризира, меѓутоа испаѓа дека државата за некого е мајка, за некого е макија. За дел на државната администрација државата е мајка, за останатите други многу важни сектори во државата кои што исто така се финансираат од државниот буџет, државата е макија. Од таа причина ние реагираме и повторно реагираме. Вакви заеднички прашања од заеднички интерес кои што се финансираат од централниот буџет на државата мора да се регулираат со општ колективен договор. Тука сме ние како дејност образование, наука и култура, тука е здравството исто така голем сектор, полицијата, армијата. Испаѓа дека ние не сме битни во општество како работници, испаѓа дека ние имаме и преголеми плати за да можеме сами да си обезбедиме годишен одмор. И во секој случај е дискриминирачки овој однос на државата кон сите буџетари. Ние жестоко реагиравме и тогаш, и сега нашите членови навистина жестоко реагираат и се навистина разочарани од ваква одлука. Колку смятате дека би можело да се најде решение за тој општ колективен договор? Кој треба да ја потегне таа страна за да може да се донесе едно решение каде што јавната и државната администрација да биде на еднакво ниво? Значи, повторно ќе се вратиме на пресконференциите на КСС што ги прави и зошто КСС е револтиран во однос на социјалното партнерство. Условно кажано постои, меѓутоа сето тоа е формално, од една страна и од друга страна околу недавање на репрезентативност на Конфедерација на слободни синдикати. Значи се е тоа еден магичен круг каде што КСС се става на дистанца за да не пречи. Тоа значи дека општиот колективен договор за јавен сектор е потпишан уште во далечната 2008 година токму од Конфедерација на слободни синдикати. Ние неколку пати и на економско-социјален совет, и на контакти со Министерката за труд и социјална политика, и минатата и оваа министерка, бараме продолжување, односно отварање и подпишување на општ колективен договор, бидејќи тој е застарен и многу одредби во тој колективен договор се застарени. Меѓутоа, за жал, не најдовме на разбирање од една страна, од друга страна, веќе кога веројатно станавме многу опасни со нашите барања, не исклучија од економско-социјалниот совет, затоа што условно кажано сме биле нерепрезентативен синдикат, а иначе да не се повторувам и јас, документите за репрезентативност на КСС стојат повеќе од 2 години во фиоките во МТСП, заради обструкција на комисијата која што треба да докаже репрезентативност, а тоа е Сојузот на синдикати на Македонија и веројатно надлежните од Министерството за труд и социјална политика.